Najprvo уште еднаш дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на ВМРО ДПМНЕ и на членовите на Коалицијата за подобра Македонија за отворената врата за некој однадвор како мене. Ама на овие гласови јас би сакала да ги додадам, значи да им се заблагодарам и на граѓаните кои биле аполитични, а гласале за мене, на граѓаните кои длабоко се разочарале од власта на СДСМ и коалиционите партнери и гласале за мене, на оние кои за прв пат гласале и гласале за мене. Зошто? Ако се спореди бројот на гласовите за опозицијата, значи и на оние кои гласале за господинот Блери Река, неговите подржувачи, и ако се собере со гласовите што јас веќе ги споменав, разликата е повеќе од 70.000 гласови. За некој како мене, кој во целата кампања укажуваше на неодржливоста на систем на режим, во кој отсуствува владењето на правото, систем потонат во корупција, криминал и непотизам, тоа е најважно. Значи, опозицијата успеала на вистина не само да им предочи, туку и да ги убеди граѓаните дека во отсуство на право и правда ние може да си раскажуваме приказни за ЕУ и НАТО, зашто само со исполнување на основниот копенхагенски критериум, владење на правото, може да се добие почеток на преговори. Тоа е задоволство за еден професор по уставно право и политички систем, кој вели дека мора да се стави крај на транзицијата, на транзиционите профитери, материјални и интелектуални, недоучени, нереализирани, фрустрирани, кои во сиот период на самостојна и независна Македонија трчале од функција на функција, колку години стаж имаат, толку имаат и функции, и сега сакаат да завршат со највисоката председател на Република Македонија. Но, мислам дека на оваа земја и треба нов профил на политичари, не оние од комунизмот наследените, нов профил на политичка култура, демократска политичка култура, нов профил на лидерство, европско, храбро, интелектуално, кое знае, а не импровизира, не измислува, не лаже. Вечерва чув една изјава на една господја од СДСМ, која не знам колку пати го употреби изразот лаже, лаже, лаже. Тој збор не постои во мојот речник, но јас често пати велам, фројдовска е позадината и кога така велите, знаете дека вие тоа сте го практикувале. Зошто мислам дека е важно да се напомене ова? Јас не сум човек кој постапува или кој потонува во триумфализам. Знам дека допрва следи битката, но мислам дека ако ние добивме олкав број на гласови и ако на тие ги додадеме
Он е на господинот Влери Млека како независен кандидат, поддржан од две партии, приказната е јасна. Обајцата ние зборувавме за владење на право, за правна држава, за крај на корупцијата и криминалот. Приказната е демократска, приказната е европска и само со таква приказна ние може да добиеме почеток на преговори и само со реализација на таквата приказна можеме навистина да зачекориме кон Европската унија. Во спротивно, ќе останеме закопани во традицијата. Нашата заложба, нашите тези се тези за демократска консолидација. Нашите тези се на линија на излитената веќе парола нема правда, нема мир, зашто правда во Македонија нема, ама се уште е мирно. Но ние знаеме, говорам јас за демократски немир, тој немир ние ќе го предизвикаме, тоа ќе биде новата демократска бура и јас не попусто, не случајно ги поврзувам председателските избори со предвремените парламентарни избори. Да беше некоја влада и власт сериозна, уште вечерва ќе размислуваше за предизвикот еднаш да се обстои на зборот и да се рече дека време е да го тестираме системот за кој што велиме дека е најдобриот, ама се чини дека народот не го потврдува тоа, а она што го вели народот е вистинското, бидејќи на сите суверенитетот им извира од него, а не од собствената власт. Знаете што? Многу време ми требаше да одлучам дали да прифатам ваков предизвик. Но има во животот моменти кога си велите дека должни сте да ставите едно канче во демократскиот мозаик, зашто вака како да се вртиме во круг. Значи, во кругот се вртат исти личности, уште се лидери на партии, до неодамна беа пратеници, или пак нивните клонирани наследници. Истата реторика, истите заложби, истите тврдења и вечерва на сите телевизии ги слушав и мислав дека треба да ставиме крај на сево ова. Крајот се насетува, јас нема што да изгубам, моите тези се јасни, моите тези се потврдени во регионот, во некои држави, моите тези се потврдени на примерот на европските демократии. Македонија е не само слаба држава, Македонија е во многу елементи пропадната држава. На Македонија и е потребен радикален пресврт и јас мислам дека ова што го слушаме вечерва и она што го слушавме за време на кампањата е отворена поддршка за она што го правиме. Уште еднаш би сакала да ви се заблагодарам. Јас ќе му препуштам на председателот на ВМРО ДПМНЕ да ги наброи градовите кои стана одеднаш демократски бастиони, а не беа тоа минатиот пат. Ако некој си го потроши легитимитетот за неполни 2,5 години, тогаш е во слободен пат. Колку што тие
ќе удираат ниско, толку ние ќе се качуваме повисоко. Имам етичка обврска кон сите кои ме поддржаа, да кажам дека веројатно не е тоа само заради поинаквата риторика, женска риторика, ама и суштинска риторика, оти се изморивме веќе од фрази, од навреди, од повторувања, уморни сме од просечни и подпросечни луѓе. Тоа е за мене уште еден голем предизвик и јас се разбира во вториот изборен круг ќе продолжам така како што дебатирам со аргументи, така ќе разговарам и со граѓаните. Што и да се случи, ова е најважниот момент во мојот живот. И запознав проблемите на граѓаните непосредно. Разменив мисли со нив, видов кои им се очекувањата. На прво место економија, вработувања, живот кој го нема. Сега, ни економија не може да има во Македонија без владење на правото. Се е врзано за владењето на правото. Нека си продолжат тие да се изборуваат за тукидите и за политиката, а ние ќе го убедиме народот дека живот во Македонија, европски живот, може да има само во правна држава. Јас бев и ќе останам целосно посветена на правото и правдата во Македонија и за Македонија.